Почитувани, неисполнувањето на дадените ветувања е препознатлив белег на политиката на партијата на Бранко Црвенковски, а аболицираниот градоначалник Заев на дело докажува дека е негов верен следбеник. Голем дел од ветувањата кои ги даде Заев на струмичани не се исполнети. На тој начин со години дрско и перфидно ги манипулира граѓаните и ја злоупотребува нивната доверба. Ветувањата биле всушност вешто спакувани лаги и додворување на граѓаните со единствена цел – добивање на нивните гласови. Еве дел од големите лаги со кои Заев ги манипулираше граѓаните. Заев вети изградба на 18 фабрики во зона Сачево, кои требаше да вработат до 2000 работници. Со изградба на 18 фабрики Заев најави дека ќе одржи лекција на владата на Република Македонија како се привлекуваат инвестиции. Но ден денес нема фабрики во зона Сачево. Уште поважно е што нема нови 2000 вработени кои Заев ги ветуваше. Помпезно најавуваше американска инвестиција со која Струмица требаше да стане информатички центар во Македонија и при тоа да се вработат 700 информатичари. Посебно сум среќен заради тоа што ова не само што е прва американска инвестиција, е прва од ваков тип во државата и за среќа почна неговата имплементација со бројка стартно од 134 луѓе. Веќе на 11 јануари продолжува втората група од 130 до 140 луѓе и тоа продолжува во фази. Јас знам дека веќе е дефинирана цената за платата на овие луѓе. Мојата среќа е што таму беа срекни 134 наши сограѓани, кои што нашле веќе работа и знаат каде ќе биде нивите можеби први чекори во вработувањето. Модерен тип на вработување, значи имат 8 часа платена работа. Доколку сака, поручи ги да работи дома. Самиот модел на комуникација со компјутерот е 1 евро или 1 долар од час. Дополнително плаќање. Значи сака да работи што 8 часа, има уште 8 долари. Заев ги промовираше и Заев е носи вината. Заев ги промовираше и Заев е носи вината. Но, американска инвестиција во Струмица нема. Уште поважно, нема ниту 700 информатичари. Единствено се присутни празните ветувања на Заев. Но, затоа аболицираниот градоначалник слепо ги следи и извршува наредбите на неговиот спасител и ментор Бранко Црвенковски. Но за нив двајцата во политиката се е дозволено. И после толку неисполните ветувања и манипулации со граѓаните се наметнува прашањето. Има ли Заев барем малку чест и достоинство? Го повикуваме да собере храброст, да излезе од светот на лаги и манипулации кои владее во партијата на Бранко Црвенковски и да им се извини на граѓаните од општина Струмица за сите неисполнети ветувања со кои ги манипулираше во изминатиот период.